како лидери во заедничеството во нашата земја, ние успеавме да организираме меѓународен форум, каде што ги повикавме сите балкански земји, заеднически комори, кои што ни се придружија, и воедно беше и Хрватската комора, која е видно унапредена од нас, и верувам дека во иднина ќе имаме добри контакти со нив, не само со нив, дека ќе имаме успешни проекти во развој и насока на заедничеството како примарен дел на нашата економија, бидејќи сите земји во регионот се во потешкоти за работна сила, така да заедничеството придонесува и за развој на работниците, преквалификација до квалификација, и во таа насока ние успеавме да бидеме и лидери во тој форум. Успеавме да направиме асоциација на заеднически комори на Западен Балкан, и со тоа се надеваме дека во иднина ќе аплицираме во европски проекти, каде што заедничите ќе бидат објекти, односно ќе бидат подобрени нивните услуги и нивните вештини. А со оглед на тоа дека идната година во Европска Унија е прогласена за година на вештините, ние се надеваме дека ќе добиваме проект, и веќе нашите консултанти и нашите правници пишуваат проект, каде што во наредната година ќе аплицираме сите заедно во Европска Унија. Хрватската комора добила 60 милиони евра од Европска Унија за школо, каде што ќе се развиваат вештините. Само тој пример да го земаме, ние ќе се надеваме дека во иднина ќе имаме такви примери и ќе добиваме средства. 10% да ги добиваме од тие средства за нашата држава е доволно, затоа што немаме званична школа, заедническо школо, каде што гледаме и во секојдневието дека стручните средни училишта нема каде да ги носат учениците за практичниот дел на наставата, затоа ние упорно бараме и такво школа да се гради во Република Македонија, каде што и во секој град каде што практичниот дел ќе се развива во нашите стручни училишта, односно заедническите школа. Мислам дека тоа ќе биде придобивка и за училиштата, и за младите, затоа што практичната настава е моментално најбарана, односно работната сила е моментално најбарана во нашата држава, но и пошироко